Наставниот кадар од основните училишта во Тетово се обучува како да постапува кога во оделението има ученик со попреченост. Со проектот Сакам да сум разбран се опфатени 70 на наставници од 6 основни училишта во градот. Целта е да им се даде поддршка за олесната комуникација во време кога голем број деца се соочуваат со говорна патологија, вели дефектологот Милица Серафимовска. Ова е предпоследна информативна обука, односно сесија предвидена за наставници и стручни соработници на ниво на општина Тетово. Претходните искуства кажуваат дека убаво поминавме, наставниците имаат интерес, сакаат да слушнат, поготово што актуелна оваа тема за говорно-јазичниот развој на децата и поготово што од следната учебна година специјалните училишта, посебните училишта и центрите за поддршка нема да запишуваат деца со попреченост, туку сите деца со посебни образовни потреби ќе бидат инклузирани во рамки на редовните училишта и ова е можност и шанса на наставниците да се информираат во делот на комуникацијата генерално и во делот на алтернативна и аргументативна комуникација, ако ништо друго, бар да побараат соодветна поддршка и помош доколку се сретнат со таков ученик, значи да ги контактираат ресурсните центри, зашто веќе они ги градат капацитетите. Заврши минатата недела една обука организирана од УНИЦЕФ и Отворете ги прозорците, обучија еден дел на стручни соработници од ресурсните центри, тренери за асистивна и аргументативна технологија, односно комуникација. Имав среќа да сум дел од обучените сега, значи како дел од ресурсниот центар при основно училиште со ресурсни центар доктор Златан Стремец може да се обратат и да побараат соодветна поддршка училиштата во овој сегмент, а ние како ресурсен центар ќе имаме обврска да ги обучиме образовните асистенти за користење и употреба на асистивна и аргументативна комуникација со учениците и ќе мора заедно со наставниците да работат на оваа тема. Па до сега вклучени се околу 70 наставници, еве интерес има, се трудиме предавањата да не бидат прочита и само току искуствено да им покажеме на наставниците, на одредени точки важни во делот на препознавање на некаков проблем да реагираат и во делот на комуникација и користење на асистивните уреди, односно асистивната и аргументативната комуникација. Проектот го спроведува Сдруженијето за церебрална парализа Тетово со поддршка од Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците.